Почитувани гледачи, добар ден. Го следите најновото издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска зборуваме на тема Валандовска ракијада 2016 која ќе се одржи утре и тоа по 17-ти пат. Минатата година на ракијадата околу 40 на мајстори ги покажаа своите вештини во варење лозова ракија, а од вкупно 20 казани беа испечени 400 литри домашна ракија. И покрај тоа што валандовските мајстори велат дека рецептот за печење ракија е многу едноставен, всушност секој не може да испече добра ракија. Она што е интересно за Валандовската ракијада е што на неа, освен мажи, ракија печат и жени, а токму една од нив, на наше огромно задоволство, денеска е наша гостинка, госпоѓа Гуна Маркова од Валандово. А за традицијата на печење ракија во Валандово зборуваме со господинот Ѓорги Андонов. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден. Веќе 17 години како продолжува да се негува традицијата на печење валандовска ракија. Како започна оваа традиција во Валандово? Како прво, добар ден за сите, добар ден за емисијата и за сите останати гости кои што не гледаат и кои што ќе слушнат за нас. Да започнеме со 2000 година. Како што знаеме, со чашка ракија во добро друштво се раѓаат најубавите идеи. Така еден ден, есенски ден, кога кумињето втасува, тоа е септември, почетокот на октомври, во дворот на Костадин Гетов од Валандово му доаѓаат гости. И во неговиот двор имало бурења кои што биле полни со кумиња од кои што се вари ракијата и една бочва. И гостите прашувале што има таму и тој му објаснува дека има таму кумиња кои се спремени за печење на ракија. И луѓето се распрашувале како се вари и дека имаат желба да дојдат и да видат еден ден како се вари ракија. И човекот предложи да зарем не е добро тоа да биде манифестација да се направи општо во цела општина да се вари. И така се родила идејата и тој господин, како што го спомнав, господин Гетов, е се уште председател на таа комисија и до ден денеска. Што е она што е карактеристично за валандовската ракија и по што таа се разликува? Бидејќи нашиот крај е топол крај, јужен, имаме доста квалитетни сорти на грозје и они располагаат со голем процент на шеќер. А бидејќи постои голем процент на шеќер и алкохолот кај нашите вина е малку подобар и квалитетен. Од кој грозје се прави најдобрата ракија? Најдобрата ракија постарите луѓе ги знам од старото лозје што се вика Сричебок. Тоа е познато, бидејќи располага со голем процент на шеќер. После тоа испада по други сорти бели, афусали, кои располага со поголем процент на шеќер. И затоа кога се пече ракијата, секој си мисли како да искара повеќе се ваѓа ракија ако има во кумињето, што го спремил повеќе процент на шеќер. Во колку казани годинава ќе се пече валандовската ракија? Годинава, ова година ќе се пече 20 казани. Толку се пријави. Дали секоја година се пријавуваат по 20? 20, може да биде 22 до 25. Толку е просторот на теренот. Толку казани може да се обере. Кажете ни врз основа на што се оценува кој мајстор направил најдобра ракија? Еве, вие сте председател на комисијата. Тоа се оценува со дегустација, со уста, а може да се мери во лабораторија. А обично ние кога излегуваме на терен, вршиме дегустација со уста. А како се одвива тој процес на оценување? Еве, како комисијата одлучува кој мајстор направил најдобра ракија? Па дегустаторот тоа го оценува. Што става на јазикот се усечка. После варењето од кое ќе заврши, комисијата оди од казан на казан и од секој казан се има по едно шише ракија, кои што шишиња се со шифри, за да не се знае чија е ракија, за да нема, како што рекав, да биде наместена. И шифрата и ракијата се прогласува по тие шифри. Се оди од казан на казан
и се врши со чашка дегустација. Тук може најлесно да се цени кој е најдобро. И после може да се мери во лабораторија, да видиме колку е точно алкохолот. Иначе и така се погодува, кој е добар мајстор, дегустатор, он знае. Така. Мајсторите кои секоја година учествуваат на ракијадата, досега многу пати имаат кажано дека всушност рецептот за правење на ракија е многу едноставен, но сепак секој не може да направи добра ракија. Дали е тоа навистина така? Да, како што рече господинот, за добра ракија прво треба да биде здраво и квалитетно грозде, да има голема шекерност. После начинот на гроздето додека се чува како комиња, значи колку првите неколку дена тој врие многу брзо, значи во денот треба неколку пати тоа да се меша. Во колку не се меша, тоа може да претече или да скисне. Таа е бурна ферментација, да, доста бурна, таа се прати. Да. И ако не се меша, може да, што каже колешката, да истече надвор. Да излезе надвор или да биде кисело комињето, а од кисело комиње, значи, испаѓа и кисела ракија. Сега, многу е битно, значи, како прво, гроздето да биде здраво, второ, начинот на комињето, на кој начин тоа се одржува, и последно е веќе процесот на варењето. Процесот на варењето може би ќе биде битно и казанот. Секој казан вади посебна ракија, секој казан не вади иста ракија, и мајсторот кој што ја вари. Дали ќе биде по побрза постапка или ќе биде побавно. А знаеме што побавно и пополека се вари или се готви, секогаш е повкусно. И многу е важно, кога почнува ферментацијата на гроздето, многу е важно мешањето. Ако не се меша 4 пати во денот, тој преоѓа во кисела, во киселина, одсетна. Затоа секој пат најмалку се меша 4 пати во денот, за да биде комињето чисто и да извадиме квалитетна ракија. Госпоѓо Гуна, дали вие сте единствената жена учесник на ракијадата и откаде дојдовте до желба и од каде дојде идејата да учествувате на ракијадата во Валандово? Да, нашиот казан е единствен женски казан. Да започнам јас уште како дете, кога бев, дедо ми секоја година вареше раке. Имавме, јас сум по потекло од Косторино, имавме таму едно мало ниско грозје, оттаму береше, често пати тоа му не достигаше, береше и сливи џанки тој и од нив вареше раке. И кога се вареше ракијата, некако мали деца, тоа беше за нас празник. И ние се вртевме околу него и се радувавме, мада ние не пиевме ракија, ама сепак беше празнично. И потоа се маже во Валандово, во фамилија кај што имат лозарство и каде што секоја година се вари ракија. И покрај мојот сопруг, кога вари, јас по природа малку сум полюбопитна, ме интересира и се вртам околу него и прашувам како се вари, што се вари и значи човек ако сака се може да научи, само треба голема желба. Дали секоја година учествувате на ракијадата и дали еве досега можеби сте добиле некоја награда? Да, една година мојот син беше на ракијадата, таму вареше, имаше новинарки кои што прашува и меѓу прашањата праша дали има жени кои што варат ракија. Реков дека нема, но таа ми ја всади идејата за понатома јас да се пријавам и до следната година се пријавив. И за прв пат учествувавме, тоа беше 2005 година, за прв пат учествувавме и тогаш за среќа добивме втора награда. Може би наградата ме стимулираше за да продолжам и до ден денеска да варам раки. Мада партнерката не ми е истата, сменив повеќе партнерки, но јас сум секоја година стандардна на тој каза. И се уште не се откажувам. Кога веќе ги спомнавме наградите, може ли да ни објасните еве какви награди добиваат оние што ќе направат најдобра ракија и дали има повеќе категории, еве да речеме најдобра ракија, најлута ракија или можеби кој казан прв ќе направи ракија, од кој прв ќе потече ракија? Да напоменам, покровител на ова манифестација секогаш општина Валандово. Прво беше градоначелник Јовчо Пеев, кој што ја започна ова манифестација и сега ја продолжува Николче Џурлиновски, кој секоја година ја одржава. Првите 3-4 години имаше прва, втора награда и знаеш луѓето кога се добиваат награди, другите не добиваат ништо, имаше мал револт. И после се дојде до идеја од повеќе луѓе, се дојде до идеја за сите учесници да има награди. Значи секој учесник добива по некоја символична, кога повеќе, кога помалку, зависи од временските услови. Значи до паричните средства, знаеш.
И сите учесници добиваат, а прва, втора и трета награда добиваат учесниците кои што ќе сварат најдобра ракија. Меѓутоа, секоја манифестација започнува од 9 часот, овие што варат ракија се таму од 9 часот, и има награда од прв кој што ќе ја извади прв казанот кој што ќе претече прва награда. Прва ракија која што ќе претече од казанот. И за прво, второ и трето место, тие се наградите, за останатото понатаму ќе кажем. Како жена учесник, дали сметате дека и жените, исто како и мажите, може да направат добра ракија? Да, има голем број на жени кои што варат дома ракија. Може би има жени кои што се подобри од мене во варењето на ракијата, само што ја немат можеби мојата храброст. Јас сум, ајде ќе дојде да се пофалам, можеби похрабра од нив што одам и што учествувам. Мислам дека жените можат понекојаш да направат и подобра ракија од мажите ако се фокусират на тоа. Дали би ги охрабрили и другите жени од општина Валандово да се пријават и да учествуваат на ракијадата, за да ви има во што поголем број? Да, таа ми е голема желба, би сакала да не биде само мојот казан единствен, да има повеќе жени на казаните и ги охрабруваме еден ден, ако не сум во состојба да варам ракија. И реков, и секогаш ќе кажам дека мојот казан би го отстапила само на жена, исклучиво на жена, никогаш на мажка екипа. Дали вашето семејство ве поддржува во печењето на ракија и дали можеби ви помагаат за време на ракијадата? Да, има една поговорка, вика за да успешните мажи има успешни жени, за да успешните жени има успешни мажи. Ако моето семејство не ме мотивираше, не ме поддржуваше, сигурно толку години нема да бев таму. Да, имам огромна поддршка во многу работи, не само за варењето на ракија. Дали од година во година бројот на учесници се повеќе се зголема? Се зголемува, така е. Пред тоа имавме околу 19, ова година 22. Значи, од година на година се зголемува бројот на учесници во ракијадата. Дали и младите од Валандово еве се заинтересирани да ја продолжат оваа традиција? Дали има учесници, помлади луѓе кои еве сакаат да ја продолжат традицијата со тоа што ќе прават убава Па се приметува од ден на ден се зголемува бројот на учесници во ракијата. Оваа година тројца беа повеќе. Ланската година беа 19, сега беа 23. Така? Ова година 20 ќе биде. Ова година не знам колку видат. Лански беа 23. Да се надоврзам, секоја година има се повеќе и повеќе млади луѓе кои што таму доаѓаат и печат ракија. Или варат, како да се каже. Меѓу другото, сега зборуваме за ракијата. За ракијата спомнавме, може да биде и оцет. Од кумињето, од лозето може да се настани оцет. Исто така од ракијата е доста атрактивно, сега почна веќе да се вари и мастика. Мојот син има желба за мастиката, еве неколку 3-4 години веќе како вари мастика и ова шишенце од неговата мастика донесов овде за дегустација да процените дали е добро. А исто и ракијата е ова што ја вариме дома. Добро, а кажете ни еве која е разликата во процесот на печењето ракија и мастика? Во ракијата таа се пече исклучиво од кумињето и од ракијата. А додека мастиката се вари од ова што ќе остане или ние ја викаме источка. Од таа има компоненти кои што се дават цакас и други работи, може он подобро стручно да се надоврзи. Таа иста ракија се смалува на степенаж. Степените што ги има обичната ракија не може, мора да бидат најмалку до 35 степени. Од 35 степени нагоре не бива. Многу е лошо. А и најважното е што се става тревата, што викат некој сонот. Он се кисне од вечерта до сабајле, па после се мие, да биде чист, се става во казано, се прави ракијата да биде до 35 степени, се затвора што се тие попочите, се замачкува со што сакаш, брашно или некоја кал. И после почнува палењето. Палењето е најважна работа. И тука се прати колку ќе биде водата е многу важна за ладењето. Треба да се прати најмногу на водата во казан кај
кај претечува ракијата. Тој е важен процес, за ракијата мора да биде ладна, ако е топла, испарува, губи алкохол. Тој е процесот најважен. А ако не си доказано, ништо не бива. Мора да видиш околу него. Това е. Освен дегустација на домашна лозова ракија, што еве имаат можност посетителите да видат, да вкусат нешто што е карактеристично за Валандовскиот регион утре на ракијадата во Валандово? Како што спомнав, јас од 2005 веќе сум таму, секоја година. Првата година кога ми се всади идејата за да варам ракија, и сакав мојот казан, дели инсистирав тогаш, мојата маса да биде број 1 и се уште е број 1, бидејќи таму имаше поголема ширина и сакав да биде нешто поразлично од другите казани, да се разликува сепак дека јас сум жена. А мимо скарата, кое што ја има на секој казан, има скара, секој казан, да кажам дека покровител од општина Валандов на секој казан дава месо кое што се користи за скарата и поред тоа што си носат и од дома, бидејќи не е поентата само тие што варат да бидат таму, секогаш си имаме гости. И значи гостите да се услужат. И сега на мојата маса секогаш има сладко диви смокви, сладко домашни смокви. Бидејќи ние сме карактеристични во Валандово со сладката од смоквите, кај нас се позастапени смоквите. Исто така сега почесто правиме веќе сок од калинки, кој што е доста квалитетен, природен и доста е здрав. И јапонското јаболко кај нас е застапено. Една друга работа, обавезно мислам овие домашните работи, соленки, па ајвар, па нешто друго што се спрема, што се носи тамо. И традиционално секоја година ми е татлијата. Тој е домашен специјалитет во нашето семејство и секоја година јас носам татлија тамо на базенот. На крај уште еднаш да ги потсетиме гледачите кога, каде и во колку часот ќе се одржи ракијадата во Валандово и да им упатиме еве еден јавен апел на сите да дојдат. Да, утре ќе се одржи во 9 часот, ние учесниците веќе треба тамо да бидеме сите подготвени. Значи се носат казаните, се наредуваат, се става комињето во казаните и казаните не се затварат се додека не помине комисијата за да провери дали е во ред со комињето. Од кога ќе помине комисијата, тие се затварат и се чека на старт околу 10 часот и комисијата ќе рече дека се е спремно, може да се палат казаните. И тогаш се палат казаните и ние сме околу казанот тука и го пратиме процесот на варењето. Мислам, треба температурата да биде умерена, колку дрва да се стави, тоа се треба пратење. И за тој период, додека ние горе ја вариме ракијата, долу има забавен дел, каде што градоначалникот како покровител на ова манифестација има гости покането, често пати доаѓаат и амбасадори. Една година беше и председателот на Русија како и нашиот председател, тоа беше пред 2 години, дојдеа тука на ракијадата. И значи тие гости долу ги забава обавезно, има музичка група и од Валандово играорците, што се од Валандово и тие доаѓаат овде, има забавен дел и од кога ќе заврши варењето на ракијата и тогаш комисијата поминува, како што спомнавме пред тоа, поминува, зема од секој од ракијата, после започнува проверувањето од комисијата и после прогласувањето и се даваат наградите од зависно кој што ќе добие. Од секој казан се чува до наредната година и ги носимо ствари да стојат со години. Тие не се отварат, си стојат така како мустри. А дали може, например, еве утре, сите оние што ќе бидат на ракијадата да пробаат ракија од претходните години кои што се печат на ракијадата? Да. Може. Сите си носат горе ракија. Поентата, да кажам и за мене, важи и за сите. Не е поентата толку во да добиеш награда или дали ќе свариш, можеш и дома да ја вариш ракијата. Поентата е дружењето. Затоа што таму сите се дружиме. И тоа ми одржава мене што ми дава елант, јас секоја година да бидам таму. Многу ми е мило кога мои пријатели, роднини, колешки ќе ми дојдат на маса, кои ќе ми побарат од татлијата или некој од ракијата да проба. Мезето кое што се носи таму. Дружењето е многу добро. Тоа ме факцинира и ги поканувам сите гости, кои што макар и некој што не ми е пријател да дојде таму, ќе се спријателиме покрај чашката ракија. Не си носил од дома. Ова што не ми се свига од те пресна. Си носиме, мислам казанџиите си носат ракија, да, ланска ракија. Се вари кафе, има мезес, има скара,
Грозија има уште. Долу има музика, кој сака може, често пати има ора кои што се играт. Има, мислам, во Валандова вреди да се дојде. Тоа е многу добро, бидејќи и теренот одговара, малку е на повисоко место. Изглед има према Валандово и многу е пријатно таму. И за тоа сите му да има таму да печеме ракија. 2000-та година, кога почна да се одржува оваа манифестација, прво се одржуваше на стадионот, на градскиот стадион, ама беше далеко и на луѓето не им беше пристапно. После, знаеш, со текот на времето секогаш се огледуваат кои што се грешки или за подобро нешто, после доаѓа на тука школското игралиште кај. И беше добар теренот, но сепак од казаните, пошто 20 и неколку казани, тоа е кадеш има многу пламен. И се ствараше некоја многу пламен доаѓаше и после на некој му дојде на идеја да одиме на градскиот базен. И на градскиот базен, мислам, тоа сега доаѓа прекрасно, казанџиите се горе на високата платформа и таму се наредени, а долу гостите кај што седат нема чат. Значи чадот оди нагоре. Значи секоја работа секогаш се гледат со текот на времето се гледа што е позитивно, што е негативно. Позитивното се прима, негативното се отстранува. И ако се напие некој повеќе, базен има за капење, се изладе. Јас ви благодарам и на двајците што бевте наши денешни гости. Се надевам дека и оваа година ќе имате успешна ракијада и се надевам дека со секоја година наредна што следува ќе бидете се поуспешни во правењето на ракија. Ви благодарам, уште нешто да се надоврзам. Каде што има ракија, нормално има луѓе кои што треба да ја пијат. Понекогаш се смеат и прашуваат кога има некој младоженец, вика дали зетот пие. Не се прашува дали пие, туку колку испива. Нормално е кај што има ракија да се пие ракија, кај што има скара да се јаде скара и така. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на ово отворено студио. Се надевам дека ве убедивме да бидете дел од Валандовската ракијада 2016 и да ја пробате Валандовската домашна ракија. На сите учесници им посакуваме успех во печењето на ракија и да бидат што поуспешни во наредните години. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!